Вчера во Кочани престојувал заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, а новинарите за тоа дознаа од информацијата што службата за односи со јавноста при општината преку електронска пошта некаде околу 16 часот им ја сервираше на локалните медиуми. На тој начин локалната власт продолжува да си игра транспарентност во стилот за што треба да бидете информирани, ние ќе ви кажеме и толку. Дали новинарите, како во секоја нормална земја, имаат потреба да постават некоја прашање кон министерот за локални и регионални проблеми или потреби на граѓаните, со цел објективно и целосно да бидат информирани? Тоа на некој не му е важно. На новинарските работници им е разбирлива непријатната ситуација во која се наоѓа градоначалникот, затоа што нема како да ги покани, да ги следат или информираат секојдневните настани, бидејќи година и пол не издвојува ниту денар за нивното информирање. Но не е разбирливо како мнозинството градоначалници во другите општини во една иста држава нашли законски начин да ги регулираат односите на релација општина-медиуми. И токму кога тоа се случува, Сдруженијето на електронски медиуми, Медиум Објектив, чии членки се двете локални телевизии во општина Кочани, го најавија штрајкот поради селективното одобрување финансиска помош за 6 национални и уште толку регионални телевизии од страна на владата, кој ќе манифестира со едночасовен прекин на програмата секој ден од 19 до 20 часот. Овој штрајк истовремено оди на адреса на градоначалникот, односно на локалната власт, поради тоа што година и пол бесплатно ги користат медиумите за секако вид информирање, држејќи ги во исчекување дека нешто ќе се промени и финансиската подршка ќе профункционира. За жал од сето тоа ништо, а во меѓувреме мандатот незапирливо истекува, што представува дека на крај се ќе се заврши со едно извинување и адио. Конечно, одговорните на локално ниво мора да сватат дека лиферувањето службени информации не е новинарство и не е транспарентност.